Почитувани, ВМРО ДПМН изразува длабоко разочарување од лицемерниот и дволичен однос на опозицијата кон назначаните национални и државни прашања, во конкретниот случај по прашањето за името. Разочарани сме од дволичниот и лицемерна поддршка која ја слушаме од лидерите на опозиционите партии во Република Македонија. Сакаме да информираме македонската јавност дека Социјалдемократскиот сојуз се работи на две паралелни сценарија. Првото сценарио е во ситуација кога Македонија добија вето од Грција. Во таква ситуација, Социјалдемократскиот сојуз има намера да организира процеси кои ќе бидат базирани на медиумски притисок со обвинување за така наречена изолационизам, притисок од невладини организации блиски од фондацијата Сорос и блиски од Социјалдемократскиот сојуз, притисок од нив блиските така наречени експерти, ќе создаваат атмосфера на изолационизам, отуѓеност и исклученост на Република Македонија од модерните европски текови. Ќе ги злоупотребуваат разните социјални структури за стимулирање на економско незадоволство. Ќе ги омаловажуваат значењето на визната либерализација за граѓаните на Република Македонија. Второто сценарио што го спрема Социјалдемократскиот сојуз на чело со Бранко Црвенковски е во ситуација кога Македонија успее да постигне взаемно прифатливо решение. Во оваа ситуација, сосема спротивно, Социјалдемократскиот сојуз ќе оди со другиот, веќе планирано сценарио кое што опфаќа обвинување за предавство, медиумски линчување на политичките неистомисленици, ќе настапат со обвинување за пазар и пазарање со државните интереси, ќе стимулираат разни групи на промоции на радикални постапки, како што беше планираниот напад над грчката амбасада пред една година и палењето на американската амбасада пред 10 години. И последно, верували или не, СДСМ лицемерно планира да направи фронт за зачување на македонскиот идентитет. Почитувани колеги и почитувани граѓани, ние не сме зачудени, но сме длабоко разочарани од односот на Социјалдемократскиот сојуз кон овие клучни моменти во поновата историја на македонскиот народ и македонската држава. Во вакви моменти и за вакви прашања да се има единствено грижа за своето враќање на власт е ниско, неодговорно и катастрофално лошо. Иако е од Бранко Црвенковски, премногу е. Полете прашања дали имате?